Добри ден во студио за моите гости. Се работи за двајца активисти, Маријан Забарчанец, Јордан Шишовски. Последната вест која дојде денеска е прилично голема бомба всушност, аболицијата на председателот Иванов и на власта, но и на опозицијата, како се вели, на лидерот на опозицијата, можеби некој друг, нема се уште детални информации. Кој е образложението на Иванов, вели ова е начин за излез од политичката криза. Очекувавте ли ваква постапка на Иванов? Јас очекував, не е толку рано и не е толку на ваков начин спроведено. И не на цела власт, односно оние кои имаат кривични пријави. Апсолутно. Веројатно еден по еден се очекуваше дека ќе одиде. Морам да признам дека е тешко да се биде првиот или меѓу првите кои што јавно ќе коментираат оваа постапка на Иванов. Меѓутоа, ако Иванов вели дека ова е излез од политичката криза, јас велам дека ова е обид да се неутрализира или поништи работата на специјалното јавно обвинителство. Знаејќи дека СЈО беше формирано за излез од политичката криза, поништувањето на таа негова работа ќе значи влез во уште поголема политичка криза, да. Шишовски, кој е вашиот коментар? Ова дефинитивно е продолбочување на кризата. Режимот се бори со сите сили, значи режимот во секој случај не е глупав, колку за нас да изгледа тоа глупаво. Режимот има интерес да се ја сочува сопствената кожа. Ударот кон СЈО е удар со цел да се ја спаси својата кожа, така што но за жал е многу лоша ситуација, значи ја продолбочува целата криза, значи не знаеме дали тука самиот председател лично извадил нека иницијатива од джеб. Тоа е многу малку веројатно, значи најверојатно тоа е пратено, делегирано од неговиот шеф Груевски. Така што некоја игра за продлабочување и ескалирање на ситуацијата или можеби одмерување на силите. Во очи на сите овие ситуации во однос на изборите, бојкот и едно друго, покажување дека едноставно се држат под контрола, се во нивни раце. Власта е во нивни раце. Да. Добро, ајде да одиме со денеска стигна соопштение од 66 невладени организации, излегувате и вие сте дел од нив, излегувате на протести пред собранието во четврток, барајќи одложување на изборите или тотален бојкот се разбира на изборите. Велам се разбира заради тоа што ги знаеме претходно вашите изјави. Да, проценката на овие 66 организации, бројката верувам расте од минута во минута, бидејќи времето на координација беше кратко. Проценката на овие блок на организации или овој сегмент од граѓанскиот сектор беше дека се уште има услови изборите да се одложат, ако за тоа постои политичка волја и ако е возможен консенсус, се разбира под притисок на меѓународниот фактор и затоа велиме дека даваме можност, притискаме до 15 април, кога е најавено распишувањето на изборите, тие да не се распишат, собранието да се состане повторно, иако распуштено. Нема да навлегувам тука во правната дебата дали може или не може и на кој начин ќе се изведе тоа. За да се спречи влез во уште поголема криза која што ќе се манифестира преку бојкот од незадоволниците од оваа власт, односно од мнозинство од граѓаните кои што нема да сакаат да дадат легитимитет на ваквиот начин на организирање на изборите. Добро. Ајде сега Шишовски, вие долго време во јавноста велите дека треба да се оди на избори, не сте за бојкот на изборите. Кои се вашите аргументи? Прво, Македонија, тоа секому е јасно, не е демократија, така што услови за фер и демократски избори немало, ниту пак може да има. Надежта во меѓународниот фактор, мислам дека многу скапо не кошта, генерално, бидејќи меѓународниот фактор очигледно нема намерава да го изведе до крај. Иако меѓународниот фактор, односно САД и Европската унија се подпишани на договорот од Пржина. Зошто велите очигледно е да одиме едно по едно? Зошто велите очигледно нема намера да издржи до крај, односно да оди до крај со решавање на кризата? Затоа што во договорот од Пржина меѓународниот фактор е еден од подписниците, но како медијатор меѓународниот фактор не завзема страни. Мислам дека е многу наивно да очекуваме дека Европската унија и САД
сватиле они дека овие се лоши, и они сваќаат дека се лоши, гледаат. И мислам дека идејата дека они ќе го притиснат Груевски, дека ќе ја сменат власта, е нереалистична. Значи не смееме да очекуваме од меѓународната заедница. Бидејќи и меѓународната заедница, ако ги гледаме анализите на сите случувања и од арапската пролет и така наречените обоени револуции и така натаму, низ источниот блок, се изведувано на улица со помош се на народот. изведувано на улица, Добре. не само со помош на народот. Многу често овие настани се случуваат во криза на легитимитет. Најчесто кризата на легитимитетот настанува кога изборите се крадени и лажирани. Конкретно Милошевиќ така падна. Излезе опозицијата на избори. На избори Милошевиќ изгуби, но се обидуваше тука да изврти нешто и после тоа едноставно се мобилизира. Значи ние не можеме да кажеме сега на 12 излагаме во 7 часов на голем масовен протест. Ќе Можеме одиде да ли на излеземе. контрапротест тогаш можеби? Не, зашо би да контрапротест? Не. Ако се тие за бојкот, вие сте за избори. Безсмислено е тоа. Добро, прашувам. Се е можно во оваа држава. Она што е во авторитарните режими, што изведуваат избори, она што е константа е дека сепак на изборите, иако опозицијата има многу мали шанси, реално, да бидеме реалистични, сепак има некакви шанси, барем да го делегитимира режимот. Добро, ајде да Јас мислам фиксира речи си целосно Забрчанец. обратно од Јордан. Прво, мислам дека граѓанскиот сектор не смее да очекува и знам дека не очекува меѓународната заедница, конкретно Европската унија, да заземе страна во политичката борба, во партиско-политичката борба и не И би било очекувам и погубно. да ја заземе страната на Заев наспроти страната на Груевски, но Веројатно на европските стандарди и принципи и треба да таа се страна заземе Европската страната. унија веќе ја зазеде со така наречениот извештај на Прибе, односно со таа експертска анализа и проценка за стојбите во Македонија, која што морам да цитирам, вели: постои видлива мешаност на државни партиски функционери во изборни измами, корупција, злоупотреба на власта, конфликт на интереси, изнуди, непотизам, тешки прекршувања во јавни набавки, како и атмосфера на притисок во судството. Ова е заземање на страна по однос на фактографија, ова е проценка на ЕУ и ЕУ Ама не на нема политички партии. да, и ЕУ нема да може да ја поништи оваа проценка. Што и да се случи со СЈО, што и да се случи со пржина, што и да се случи со политичката криза, оваа оценка на експертите на европска Ќе се ангажирани повторува постојано се додека не стои биде- запишана на хартија, Да. понатаму Прибе вели дека основните стандарди на демократско владење мора да се исполнат. Ако изборите, начинот на организирање на изборите, квалитетот на кој што се организирани изборите е првото начело на демократијата, сега там ќе се согласиме, или едно од главните начала на кои што повикува Прибе, тогаш не смееме да си дозволиме да прифатиме избори кои што се со непречистен избирачки список, избори во кои што се уште се врши притисок и уцени врз гласачкото тело од страна на функционери на власта, и избори при кои што имаме неизбалансирани медиуми, односно медиуми кои што го шиканираат критичкото граѓанство. медиумска пропаганда. Но ако велите дека нема услови за фери демократски избори, ве цитирам, каква е логиката воопшто да се оди на избори? Да се оди на било какви избори? На фалсификувани избори? Меѓународната заедница уште пред предходното одложување на изборите, конкретно комесарот Хан и редица други, го почна наместо фери демократски избори да употребуваат друг термин. И тука вордингот е многу битен. Кредибилни избори. Значи кредибилни избори. Не, зашто е сега многу постојано пониско. се фаќате, добра ајде Тоа ајде докажете, па тоа е ќе многу одиме. пониско отколку оваа ситуација, но Добро. работата е у тоа што договорот од Пржино го потпиша опозицијата. Опозицијата имала одредени совети, советници и така натаму. И тие имаат направено пресметка. Пресметката е дека за 3 месеци од техничка влада може да се остварат сите овие предуслови за фери демократски избори. Тоа е нивна пресметка за која што они се потпишале. Се потпишал Заев, верувале дека Груевски ќе се придружува до тоа и верувале дека меѓународната заедница доволно ќе ги притиска. Да бидеме реалистични. Сите овие забелешки што се поставени во извештајот од Прибе и во итните реформски приоритети е невозможно да се остварат за период од 3 месеци.
Лани ние на нашиот институт кај што работам напишавме мемо во кое што анализиравме дека за вистински фери демократски избори и деескалација на политичката криза е потребна техничка, широка, како сакате наречете, влада, директно фокусирана на остварување на препораките од Прибе во време трајање од минимум 12 месеци, а најидеално 18 месеци. Во февруари, пред одложувањето, ние напишавме уште едно мемо во кое што кажуваме дека иако има избори, иако нема избори, во наредните 18 до 24 месеци идеално, значи 2 години, треба да има широка влада посветена на остварување на етните реформски приоритети. Тоа не може да се оствари за 3 месеци. Добро, и велите дека опозицијата не била свесна дека не може да се оствари за 3 месеци? Дали била свесна или не била свесна? Ние, ако се сеќавате, Не размислувате ли ако се малку сеќавате пошироко? ако се сеќавате Груевски не сакаше да иде на избори, он сакаше да одложи или да нема ич избори. Опозицијата притискаше да има избори и опозицијата притискаше изборите да бидат порано. Не се сеќавате што се случи откако беше подпишан тој договор? Дека Груевски беше принуден тогаш да отстапи и тоа беше еден вид на политичка стапица кон Груевски, но ајде за Брчанец да го Не оставам. отстапи, Груевски се уште влада, никој овде не верува дека Емил Едикојски е премиер. Добро, премиерската функција не му припаѓа на Груевски. Следниот Следниот чекор Груевски е бог и батина во Македонија денеска, така што Добро. Токму поради тоа не треба да не изненадува што толку тешко се спроведува Пржинскиот договор, ниту тоа да не биде аргумент, тоа не може да биде аргумент дека на 5 јуни опозицијата треба да оди на избори. Избори на 5 јуни не смее да има, бидејќи не заради тоа што тие не може да бидат фери и демократски, туку заради тоа што тие не може да бидат ни регуларни, ни кредибилни, односно веродостојни. Ќе согласувам, велиш дека Европската унија, односно странците го симнале критериумот за изборите од фери демократски, што може да се толкува на различни начини, не на ефикасни, не го симнаа на ефикасни, бидејќи ефикасни бија и досега изборите, но го симнаа на регуларни, јас би рекол и кредибилни, односно веродостојни. Што значи кредибилни? Да може да им се верува. Дали е возможно на овие избори да им се верува? Дали некој верува на избирачкиот список? Не, Јордан, не верува никој на избирачкиот список. Сите веруваат дека на ДИК и треба уште многу време, на овој начин, со таа политичка констелација внатре, со бојкотот кој што од внатре власта го прави на ДИК, дека ќе треба многу повеќе време. ДИК работи макотрпно, поддршка за таа институција, не е лесно на таа институција, меѓутоа на таа институција и треба време, бидејќи бог и батината Груевски со сите своји механизми го руши процесот. Сега, наместо ние да му дозволиме на Груевски да се врати на тронот, од каде што на овој или оној начин беше тргнат, ние треба да го делегитимираме тој процес, односно да не дозволиме да учествуваме во процес во кој што Груевски ќе се обиде да се врати на тронот. Се сложувам со голем дел од работите што ги кажа. Меѓутоа тврдам, како што тврдев пред месец дена, кога бев во емисија со Андреа, кога беше одложувањето на изборите, нели? Требаше на 24-ти ги одложи. Мојот став тогаш беше дека ако се одложат изборите од 24-ти на 5 мај, на 5 јуни, тоа беше датумот што се зборуваше, ниту Груевски ќе заврши се што треба да заврши, уште поише ќе го блокира процесот, ниту пак опозицијата ќе биде поспремна. Што секако не е аргумент дека на 5 јуни треба да има избори. И дека опозицијата треба да учествува на такви избори на 5 јуни. Ако се одложат изборите, значи се одложија на 5 мај, 5 јуни, така. Ако се одложат до септември следува летен одмор. Никој не зборува за датум. Нека биде септември. Зборуваме за одложување на избори додека не се воспостават минимум услови за регуларни и кредибилни избори. Од регуларни избори подразбираме избори со пречистен избирачки список. Регуларно значи дека е по пропис. Апсолутно. Не може да зборуваме за регуларни избори на 5 јуни со 50.000, најмалку 50.000 од сомнителните записи кои што не биле дома при теренската проверка и уште други десетици илјади за кои што е кренат прагот, за кои што е гледано низ прсти, ги знаеш бројките кои што ги презентира ДИК и ги знаеш состојбите околу избирачкиот список. Дали треба Македонија да влезе во процес, граѓаните да легитимираат процес
на нерегуларни избори. Еве, ќе го симнеме и подоле прагот. Зборуваме за регуларно или нерегуларно. Не зборуваме за афери за демокрација. Зошто е итноста Ако- за ако- 5 јуни? Тоа не можам да го разберам. Итноста не сум ја потпишал јас, итноста ја Не, потпишал Заев. вие инсистирате, значи не говориме Значи, за Заев потписниците. инсистирал, Заев направил проценка дека за 3 месеци техничка влада може да се спроведат фери Не демократски јас избори. пак ви кажам да И зошто се- не Ромола, размислувате Заев- надвор од кутијата? Размислувам во рамките на можното. Значи, Заев направил проценка на ситуацијата. Не мислите ли дека И тоа не е сега- проценка за избори, господине Шишовски? Како? Пак инсистирам на она што ви го кажав претходно, дека не е проценка за избори, и заради тоа е ставен подписот, туку да биде политички елиминиран Груевски. И тоа беше единствениот можен начин, каде што и самиот Груевски би си ставил Но подпис. Груевски не е политички елиминиран. Како Груевски? Како замислува- Груевски денеска Добро. го слушавме како ги аболицира Како? како ја уништи, аминира СЈО. Груевски на телевизија го Можеш ли видовме. Јордан да замислиш за што ќе тука прави да- Груевски, што ќе прави Груевски после избори украдени на кои што учествувала опозицијата, на кои што дала легитимитет со своето учество опозицијата и целиот граѓански сектор, граѓаните генерално, што ќе прави тогаш ако опозиција. денес го прави она што го прави преку председателот Иван? Затоа влогот е многу голем. Значи Груевски нема намера да се оди мирно, затоа мора на терен да работиме, мора да се спремиме добро и мора да го попрецизно, слушиме. што значи ова да работиме на терен? Еве, јас работам со месеци, со години на терен и можам да кажам за мене Груевски што да значи. падне, за Груевски да падне. Значи како прво и основно. Анкетите се многу јасни. Во анкетите Груевски води се уште за жал. Не е убаво тоа, не го сакам ја да е така. Ова е уште една погрешна проценка на Груевски, опозицијата. аргументот на Груевски користиш. Груевски преку Значи, своите партиски тоа е аргументот на медиуми- анкетите. Не, тоа е аргументот на Груевски, Маријан, водиме ние на анкетите си ги анкетите. видел и ти. Сите ги гледаме. Во каква атмосфера се правени тие Груевски, анкети, Јордане? Груевски, односот последен од октомври Може да се беше два вратиме на премеден, теренот. дури да се намали. На теренот. Што е тоа да работиме на терен? За да се добијат избори, Заев, као прво и основно, што требаше да го направи, Чекај се, ние да работиме или Заев да работиме? Мислам дека ние и Заев сме значи нешто за различно. Заев така? да победи на избори, значи за да падне Груевски, Добро. треба Заев да победи, така? Или можеме Да, ние да си на направиме партија и регуларни ние. избори. Не, Не на- може Заев да се... Ајде да се- говориме за невладините организации. Што Ама не, тие ние зборуваме сториме? за изборите. Да. Значи, за да се И оди на вие како избори, активист, и Заев, вие како активист имате ама ние не сме неутрални, значи Добро. ние, мислам, не живееме во вакуум. Не, добре. Значи, но- за Груевски да биде предизвикан и за да Добро. падне Добро. на избори, како што во центар, да речеме, беа нефер, нерегуларни, така, од Пустес беа ношени луѓе со автобуси. Во центар го победивме Груевски, лично и персонално. Примерот Само со да општина искажам. центар да се употребува како Само да пример искажам. дека е возможно да се направи нешто во целата држава Ја мислам дека е е возможно. целосно абсурд. Ја мислам Да дека се е возможно. потсетиме дека имаше 4 пати прегласување, дека станува збор за најопозицијски настроената општина во Република Македонија, најлиберално И пак настроената победивме. Само во Пак центар. победивме, Јордан, центар, те молам, не го имаше користи ВМРО-вец. исклучокот Центар- како можност за правило во Република Центар, Македонија. сметате дека да. Јас сметам Исклучокот беше затоа што дека кампањата на центар е невозможно. кампањата на СДСМ во центар беше многу различна од сите останати кампањи. Затоа што таа кампања успеа да ги мобилизира луѓето што се партиски неопределени. Однесувањето на СДСМ во овој период, посебно демонизацијата на така наречените неутрални, односно партиски неопределените, од страна на круговите блиски до СДСМ, значи нивна пасивизација. Значи СДСМ за да го падне Груевски. Луѓето околу центар ги мобилизира, меѓу другото и односот на ВМРО ДПМН, односно агресијата која што ВМРО ДПМН. Точно, значи таа агресија на ВМРО ДПМН треба некаде да се изведе на виделина. Затоа сите овие режими кои што паднале, секоја процес на демократизација од авторитарните режими, од типот на компетитивен авторитаризам, скоро секогаш паѓаат на избори. Многу на нефер, нечесни, организирани избори од самата власт. Значи треба поддршката да биде толку силна. Конкретно прва работа после падот, после подпишувањето на Пржина, Груевски што требаше да ја направи, требаше да излезе со коалиција за избори. Он ја оформува коалицијата дента кога прогласува бојкот.
Јордан, Како он ќе победи? Втора работа што требаше да ја направи е влада во сенка. Заев вети влада во сенка. Не ја направи владата во сенка. Третата работа што требаше да ја направи, вети дека 5000 луѓе ќе тропаат од врата до врата и ќе ги убедуваат граѓаните дека треба да гласаат, дека имаат визија. 5000 граѓани ние не ги видовме. Значи, јас ти гарантирам дека ако се одложат да повере изборите, состанок со Зоран Заев и овие предлози да му ги посочиш околу тактиката на опозицијската партија СДСМ, што треба да прави. од тактиката на опозицијската партија Јас зависи да дали разговараме пошироко надвор од тактиката на СДСМ. ајде да разговараме за говориме Ајде да разговараме за бојкотот. Се Што извинувам, мислите? да. Што мислите дека може како бојкотот треба- да постои? Значи, Како со се бојкот извинувам, сакам. Шишовски, Океј, јас се водам. извинувам. Да, се извинувам. Но кажете ми, околу невладините, како сметате дека тие треба да бидат ангажирани? Велите дека треба да се излезе на терен и да се действува. На терен Кој треба да точно треба да действува, излезе на терен, значи за Груевски да падне, треба него да го предизвика политичка сила на избори. Добро? Дали е тоа партија, дали е коалиција од партии, најчесто коалиција од партијата. Таа партија во овој случај е СДСМ. Единствена што има шанси да го собори Груевски на избори. Таа треба да излезе на Каква терен. треба да биде улогата на невладините? Невладините треба да си ја вршат работата што си ја вршат извонредно Добро. како што си ја вршат. Слушавме некни извештајот на МОСТ, извештајот на ЕПИ, извештајот Добро. тоа си е работата што луѓето си ја работат професионално. И тоа треба да биде улогата на невладините. Грасрутс движењата пак треба да излагаат на улица ако сметаат дека постои терен за тоа, но продлабочувањето на кризата, развлекувањето нејзино, одредени демотивирачки, нејасни чекори што ги гледаме во кампот на опозицијата, напред-назад, цело време идат наваму натаму, создаваат дополнителна конфузија и едноставно ги демотивираат граѓаните. Добро, И најбитниот момент, покачувањето на очекувањата. Пред 2-3 недели имаше протест на кој што јас после долго време конечно решив ќе идеме на протест. Беше да го одбраниме Уставен суд од уставните суди. Јас отидов да го бранам Уставен суд од уставните суди. Вечерта јас не го одбранив Уставен суд од уставните суди. Се поставуваат високи барања, високи цели кои што не се остваруваат. А каква цел мислите дека требавте да остварите? Да падне, да се стручи зградата на Уставен суд? Па тоа не знам, организаторот треба да го направи. Ако организаторот Што процени очекувате? дека може да се, Што очекувате? ако организаторот процени дека може да се оствари некоја акција, тогаш организаторот треба таа акција да ја постави Не се како агенда. согласувам дека Не разбирам, што очекувавте? Очекував да се изврши граѓански притисок, како што се врши у секоја нормална земја, Зарем не како се што се изврши врши граѓански моментално во притисок? Франција. Зарем 10.000 луѓе Во не вршат Франција граѓански секоја притисок? вечер се излага граѓаните, секоја вечер излагат и тоа носат некаков закон за работнички Ако може права. за Македонија да разговараме, Значи, имајќи во предвид нормална дека земја- имаме вонредна ситуација во оваа држава. Вонредната ситуација трае предолго за да може да ја наречеме вонредна ситуација. знаете Имаме зашто ве пролонгирано прашувам? Природен се на вложува хаос. се повеќе. Знаете зашто ве прашам околу протестите? Имате ваква неколку пати изјава дека е киднапиран, например, големиот протест од страна на СДСМ. Кој голем протест? На Значи тоа е извадено во од мај. контекст, таа е изјава. Извадено од контекст. На што се однесува? Невладините организации, наместо Добро. да излезат на протест, Добро. СДСМ го имала киднапирано, веќе цитирам вас, протестот, и вие сте биле заради тоа незадоволени и разочарани. На 5 мај излегоа огромен број на луѓе, излеговме, мислам и вас ве видов и така натаму излеговме. И сето тоа се случуваше на улици. Пред 17 мај, значи Зоран Заев и таа коалиција што се оформи таму, наместо да даде поддршка на овие протести, рече: седете си дома, чувајте се за 17 мај. Со што гневот и револтот, а гневот и револтот не се закажува на Google календар, за 17 мај и на 17 мај јас ќе пукнам и ќе бидам гневен и револтиран и ќе го струшам Груевски. Тој гнев, таа енергија што се случи на 5 мај, на 17 мај беше едноставно угушена преку еден класичен Морам партиски да митинг. реплицирам, не Така се што- согласувам воопшто, не се согласувам со оваа теза на која што Шишовски се обидува упорно да ја пласира. И со тоа се обидува да го обезвредни цел оној социјален капитал кој што го произведе не само 17 мај, туку цел тој бран на граѓанскиот Цела активизам. година всушност. Апсолутно, трае. и за тоа говори и Freedom House во денешниот извештај, каде што вели дека граѓанското општество е еден и единствен од 7 параметри кои што се мерат на демократскиот индекс, каде што има раст.
Ако 17 мај ги угушил граѓанските иницијативи, како што вели Шишовски, го цитирам од неговото интервју, го намалил, го задушил граѓанскиот револ и ги пасивизирал граѓанските движења и скоро целоста политичка рехабилитација на ранетиот Груевски. Не Шишовски, после тоа Груевски беше приморен да подпишен документ во кој што најавува своја оставка, а потоа си ја даде својата оставка, но да се вратиме на граѓанските движења. Забораваш нешто меѓу 5 и 17 мај. Го забораваш 9 мај. Тоа е клучниот момент кој што влијаеше за краткотрајно намалување на тој бран на револтот на граѓаните. Јас не се согласувам дека тој бран е уништен, задушен и дека исчезнал. И за тоа, Богам, имам интересни примери за кои што јас и се допишувавме на Facebook, меѓутоа ќе ги повторам. Ејко Герила Тетова, Офицерски дом Битола, Иницијатива за чиста вода Арсена во Гевгелија, протести за одбрана на Уставен суд, Иницијатива излези за воздух, за почист воздух, Иницијатива за безбедност во сообраќајот, Иницијатива за одбрана на зеленилото во Карпош, Иницијатива за одбрана на зеленилото во аеродром, Иницијатива за одбрана на паркот во Штип, Иницијатива за служуваме подобро, Граѓанска коалиција и многу иницијативи, граѓаните за Македонија. Добро. Имало ли некогаш повеќе и понезадушени граѓански иницијативи од оваа година после 17? Браво за сите тие иницијативи, супер што граѓаните се активираат. Меѓутоа, целта на 17 мај не беше битка за чист воздух, туку целта на 17 мај беше рушење на Груевски. Значи Зоран Заев, јас сум наред. Морам да ти објаснам што беше целта на 17 мај, да ги пишува. Јас те изслушав кој имаше што да кажеш, имав и тогаш што да ти кажам, меѓутоа те изслушав. Зоран Заев пред 17 мај, кога оформи коалицијата со граѓанските организации, кажа: тоа нема да биде обичен протест на кој ќе дојдеме, ќе си кажеме што имаме да кажеме и ќе си одиме. Овој пат не си одиме додека не падне оваа власт. Значи 17 мај заврши, пржено се потпиша, оваа власт не падна. Значи на македонски јазик, кога нешто ќе го ветиш дека ќе го направиш и не си го направил во одреденото време, тоа се вика неуспех. И те молам. Значи ова не го кажувам за да те обвинам за нешто. Значи браво. Не го сваќам лично воопшто. Браво, значи не мора дури ни да ги браниме работата. Нема мене да ме велиш браво, кажи им на граѓаните, на сите граѓани. Знаеш што е работата? Значи тие иницијативи, не зборувам за тие иницијативи, зборувам за промената на оваа власт, за делегитимирање на режимот. Она што го научивме од 17 мај е многу корисно за да знаеме како не треба во иднина да се однесуваме. Многу работи се позитивни, меѓутоа главната цел на протестот беше неуспешна. И погрешни проценки и врз основа на погрешните проценки треба да си ги признаеме за да не ги повторуваме грешките. Тоа интервју што го споменавте беше прашањето беше дали треба да се повтори 17 мај. Јас викам не треба, затоа што на 17 мај научивме многу работи како не треба да ги правиме. Научивме како треба. Меѓутоа, апропо политичката борба за демонтирање и делегитимирање на режимот, научивме како не треба да се работи. Не се согласувам, мислам дека 17 мај е капитал кој што треба да го повторуваме повеќе пати за да стане уште поголем и повреден. Јас не знам што изјавувал Зоран Заев, не сум до толку преокупиран со неговите изјави и со неговото дело. Меѓутоа јас знам што пишува во официјалниот документ со кој што беше најавен 17 мај, односно со кој што беше оформена коалицијата Граѓаните за Македонија. Вели: едногласно бараме итно да се формира преодна влада која ќе обезбеди пречистување на избирачкиот список, ослободување на јавниот сервис, мерата од контрола на власта, избор на независен јавен обвинител, како и организирање целосно слободни демократски избори кои ќе одразат реалната политичка волја на граѓаните на Македонија. Точно, не е точно дека ништо не е остварено, дел од ова е остварено, дел од ова не е остварено. Значи Заев кажа, овој пат не си одиме додека не падне оваа власт. Те молам, немој зборовите на Заев, кој што не е присутен на оваа маса, да ме ги вадиш како аргумент. Јас ти вадам фактографија, врз основа на декларација, подпишана од 80 и кусур невладини организации и од плејада опозицијски партии, меѓу кои партијата на Заев. Дозволи да зборуваме за факти. Преодна влада беше формирана или не беше формирана?
Груевски си поднесе оставка или не си поднесе Приемна оставка? влада се формира, Независен јавен меѓутоа ништо од овие обвинител се работи не е избра или остварено. не се избра? Услови за избор не се Пречистување на направени. избирачки список започна да се спроведува или не започна да се спроведува? Сите тие Што, работи зошто почнаа да се 17 спроведуваат. мај, те молам со аргументи овој пат, На 17 не смее да се мај повтори. беше изјавено. Заради тоа што Шишовски не го водеше? Не. Зошто? Дај За- Бог, заради- чувај Боже што јас да го заради- водам. Значи, заради А тоа зошто што Маријан, заради Маријан, тоа што не Маријан, носи различен Маријан, наслов Маријан. од оно што се Маријан. случуваше на 5 Зошто? мај. Маријан, една работа. Да. Не смееме да се 17 доведеме во мај. ситуација Ајде, дека Маријан. дека 17 мај 10 е контра години. 5 само мај. Маријан. еден по еден, ве молам. Маријан, Да, не е еден контра по еден. 5 мај. Не е контра. Одлично што му порече. Меѓутоа, 10 години по улици крвариме за да докажеме дека режимот лаже кога кажува дека ние сме во скутот на СДСМ. Прво Дека граѓанскиот сектор е во скутот на СДСМ. На 17 мај вие ја легитимиравте реториката на режимот. Ја легитимиравте на бина тоа го направивте. Не се согласувам. Тоа беше огромна грешка. На 17 мај бината ја презеде граѓанскиот сектор, Заев остана осамен меѓу 15 говорници. На таа бина имаше 15 Со говорници. Джиновска икона од Заев на свет. Те молам. Исто како што Значи, имаше протестот, Джиновско знаме на ЛГБТ Протест. заедницата. Шишовски. Протестот Молам, беше таквите партиски митинг. аргументи, Ајде, сте се ВМРО обидели ли вие? аргументи престани да ги користиш. Не Зошто не се Извинувам. обидели? Борат Овој на момент, борбата овој момент, на- на ова морам да против застанам. Груевски. Овој Добро. момент морам да го повторам, бидејќи еднаш го кажа, сега го повторувам. Ајде. Не, Ти Јас ти берам си, те молам, фактографија. Еве Фактографија, фотографија. Еве фотографија. Ти си со РСОИ, ти работиш за странски служби, така? Кој го кажува тоа? Реториката на режимот, така? Да. Јас, ова се аргументите на ВМРО, значи ти работиш за ВМРО. Суптилно тоа го кажуваш. Истата ментална матрица Само ја вие, репродуцираш, Јас човек. констатирам Не може. Ја констатираш дека користиш идентичната... аргументација која што ја пишува во медиумите и ја користат медиумите на ВМРО ДПМН. Господин Толку. Шишовски, сте Не е точно дека реков дека работиш за ВМРО ДПМН. Значи, Туку дека тоа користиш аргументација. Добро. Тоа е суптилната, значи тоа е суптилната, Немојте, емотивна, Не емотивна навлегуваме во уцена, во затоа мојата што- емоција. Затоа што не е во твојата емоција. рационално. Затоа што на тој начин, со оваа рационална така наречена аргументација, се обидуваш да го сопреш различното мислење и различното Не се гледиште, согласувам. осудувај, па не се осудувај, имам не се... право да го Добро, ајде, побивам да, различното мислење. Имам право да го Дали побивам, може јас се да- додека ајде не го бојката да издигнете. разговарам? Сте се обидели ли да организирате вие протести, например? Кој ние? Вие, Јордан Шишовски. Јас не И сум да ги- множина. Јас ви се обраќам со вие, се разбира. Добро, како ние Заради да тоа што сте ми организираме, гости. во која смисла? Вие да организирате, да. Вие да кој ние сега, организирате. значи, Јас протести- ви се обраќам како Ѓордан Шишовски. Дали вие сте се обидели да организирате протести каде нема да учествуваат овие невладени организации заради тоа што нивните протести се уништуваат од страна на одредена политичка партија. Зошто не ја земате работата во свој раце и вие да организирате протести кои ќе ви бидат по мерка? Затоа што многу пати тоа го правевме, конкретно после 5 мај, Добро. во движењето протестирам конкретно. И бидејќи тоа беше и наша грешка, значи наша грешка беше што го направивме, верувавме во демократските капацитети на нашата младина. Добро. И го направивме тоа да биде хоризонтално движење и тука ни влегоа луѓе од граѓанскиот сектор, граѓаните тогаш на Македонија, едноставно го разбија и тоа заврши. И тоа беше наш неуспех. Добро. Главната Зошто не грешка. се- Лаже Шишовски. Главната грешка. Лаже Ајде сега. Шишовски. Главната Никој грешка. не влегол од постева протестирам, те молам немој да го киднапираш. протестирам с беше граѓанскиот киднапирано, слоган. Не му пора- дозволи да завршам, него го напира граѓанскиот слоган. Протестирам не е организација, протестирам лечи корени од движењето од 2011 против полициска бруталност. Протестирам Беше се оформи на инициирано од 5 бомба мај. на опозицијата. Беше оформено И во тој 5 капитал го мај. носат сите кои што Апсолутно дека беа го во носат сите. улиците во 2011 во врска со Апсолутно, Мартин Нешковски апсолутно. и сите кои што беа на улица на 5 мај. Нема Апсолутно. да ти дозволам да Меѓутоа, вршиш тоа да држиш движење, монопол те на молам, не протестира. сме каубојци овде да си дозволуваме и да не си дозволуваме да вадиме пиштоли. Значи на нема да 5 ти мај, дозволам да после го- 5 мај да го да не се монополизираш наоѓаме, 5 те мај. молам, Добро, со полека. таква реторика ќе ти дозволам, нема да ти дозволам на друго место, те молам. И овде Те молам, не те дозволувам, молам. не
Темо. Шишовски. Значи на 5 мај се случи Полека, што се случи. полека, Направивме движење кое што беше спој на повеќе движења кое што си има своја историја. Да. И тоа движење понатаму сакаше да си продолжи и после 17 мај и си организиравме протести и требаше да се организира протести, меѓутоа имавме дел од луѓето кои што инсистира, кои што беа дел од граѓаните за Македонија, кои што инсистира тоа да биде дел од граѓаните за Македонија. Добро, зошто Не, не направите лажеш- нови лажеш протести повторно, со ново движење? повторно. Затоа што Добро. те молам. Не е точно. Затоа што кој човек ќе се изгори, внимава како прави и што прави, со кого прави. Не успеавте да го симнете Груевски. Па ние не имавме намера да го Што симијаме Груевски. Добре, Тоа што беше имавте? улогата на граѓаните за Македонија. Вашата намера што беше на Која протести? што Нивната после намера е да одиме се на разведе. избори кај што Груевски ќе ги украде очигледно. Ајде да збориме, дали може за бојкотот да збориме? Па, Не може да збориме Ајде за да бојкотот, збориме. мора прво да ти Говориме- укажам дека не е точно дека некој инсистирал, протестирам да влезе во граѓаните за Македонија. Апсолутно, инсистира апсолутно од неточно. граѓански активисти, Дали, пошто СДСМ ја го инициираше креирањето, дали Односно, СДСМ не е точно дека пристапи на СДСМ протестира? на кое креирање, на што? На граѓаните за Македонија во тоа време. Добро. Кога СДСМ пристапил на протестирам, за да СДСМ не пристапи, за да меѓутоа протестирам активистите- влезе во граѓаните за Активистите Македонија. што беа во граѓаните за Македонија инсистираа и вршеа ужасни притисоци, и тоа беа кавги и сето тоа и А за Тимсо тебе- беше за притисок тебе и не сето то- тоа кавгите Побивање беа, е знаеш ли притисок. знаеш ли што беа кавгите? Кавгите беа дали протестот да почне овде или овде, за да се капитализира на символичниот момент на кампот. А пази Тоа што е ќе се случеше? обседнатоста на дел од луѓето Океј, со обседнатоста, ќошеви по улици и закани, не ти локации. дозволувам, лажеш, сето тоа на друго место тоа. Овде закани. зборуваме со факти. Знаеш ли што Ако можеше? лажеш, ќе ти кажам дека Знаеш ли лажеш. што можеше Лажеш да се дека случи? сме влегли од постева Добро, протестирам. добро, тоа го... Јас сум протестирам од 2011. За- А, пред Заклучивте 2011 вие, не Врчанец? постоеше. Постоеше стоп за протестирам полициска се. бруталност. Стоп за полициска бруталност е друго. Протестирам Може се од да 8 на забележаме 5 мај. Е наследник Се на стоп за извинувам, полициска се бруталност. извинувам, може, да. Кои се на крај сме, не се согласувате. Добро, да, не кои се ќе бидат согласуваме вашите во ред, но јас не идничи го обвинувам дека он е Груевски или Господине он е... Шишовски, кои или се дека вашите- лаже. Ако лажам, Да. кажи ми слободно, јас ти Добро. кажав зашто лажеш. Кои се вашите идни чекори? Кои се вашите планови? Да успеете како велите да падне режимот? Ние немаме ниту ресурси за тоа и кој сте Кој тоа вие сега? Е па сега кој Добро. ние Значи ние овде јас Да, Јордан вие. Шишовски немам ниту Да. ресурси, ниту ништо. Јас можам да кажам она што го гледам. И она што мислам дека е погубно. Мислам дека во овој момент Зошто не се обидете политички да делувате, незадоволни од невладините организации, незадоволни од опозицијата, мислам на политичката, на партиската затоа што не мора секој да биде СДСМ? политичар во светот. Добро. Значи, треба да има- ја велам немам дека- намера да не велам бидам бидете политичар. политичар, но да формирате собствено движење, например. Јас сум Да им член на покажете Солидарност како и треба ние да си се... работиме на Добро. терен, ние си работиме со бегалците, си работиме еден куп иницијативи си имаме кои што си ги тераме и на граница си работиме, си оформуваме задруги, си правиме дебати. Ние си работиме во рамките на овие движења, во Дебар Мало работиме. Добро. Си работиме, соработуваме со дел од овие движења што ги кажа. Заедно учествувавме на протести, заедно сме Но незадоволни од- заедно сме во коалициите за бегалци. Незадоволни сте од режимот, како велите вие. Зошто Добро. не се обидете да направите нешто, да го смените режимот? Како да направиме? Ние тројца да направиме партија, да го Не, смениме вие- режим, вие- мислам, абсурдно. Кој е. вие тројца во солидарност не сте Во солидарност тројца? сме 60 души. Добро, 100 зашто луѓе. зашто не се обидете да станете масовно никакво движење, да ги мобилизирате останатите Затоа што тоа не си активисти? нашите Немате такви приоритети. амбиции? Во овој момент немаме. Добро. Си ги знаеме и ресурсите, си ги знаеме и амбициите. Во овој момент такво нешто немаме. Дел од членовите решија да прават партија, мислеа дека дека целосно имаме доволно капацитети, ја мислев дека немаме и ја не учествувам во тоа. Они и тоа си е легитимно нивно право. Не заради тоа што имате многу идеи како треба да падне власта на Груевски, но не правите ништо околу тоа. Заради тоа чудно ми е. Заради тоа и ве прашувам. Значи, идеите служат за да се разменуваат, за луѓето да станат попаметни, да сватат како треба и како не треба. Зошто вие не направите како што треба?
да се Па обиде. не мора секој се да прави. Добро. Треба некој Но човек оставате да на каже. останатите Значи невладини организации да кажете направат дека немам нешто? право да критикувам нешто. Јас не Дека реков немам тоа, право да него го што не критикувам делувате, нешто, има мој. освен што Делувам. критикувате. Како не делувам? Преку солидарност делуваме. Но што сте сториле, бе, прашувам? Сме сториле, како не сме сториле, на граница сме нон-стоп. Нон-стоп организираме настани, организираме Говориме на терен. за неколку пати ве прашав, значи сакате да ја урнете власта. Ма јас не можам да ја урнам. Таа власт, рековме преска, може да биде урната на избори од страна на опозиција која што ќе биде доволно организирана. Оваа организација Не верувате дека една оваа здружена опозиција, не верувате дека здружена опозиција, значи да СДСМ и невладини организации тоа би можеле да го направат прилично ефикасно? Затоа што не верувам, затоа што тоа не го направија прошлиот. Добро, ајде Забрчани сме. И тука сме. Добро. Не зборевме за бидејќи бојкотот. Која би- говоревме, како Не не? зборевме воопшто кој би била целта. Тоа беа бојкотот. прашањата. Еве јас ќе ти кажам која е целта на бојкотот. Бојкотот е да не се дозволи овој хибриден режим да премине во еднопартиски режим. Добро, говоревме за Добро, бојкотот. окей. Да, кои се следните чекори на невладините? Следните чекори се да се обидеме до петок, ако е возможно да се изврши притисок, ние ќе направиме се со оној протест во четврток. Токму тоа, вршиме притисок врз собранието, апелираме до меѓународната заедница меѓу другото, да не се дозволи да се распишат избори, а стои да се одржат избори, бидејќи таквите избори Доколку знаеме тоа кои се се. случи? Доколку тоа се случи, ќе бидеме приморани да работиме со граѓаните тие избори да се делегитимираат, односно ќе ги повикаме граѓаните да не излегуваат на тие избори, популарно наречено да ги бойкотираат. Најавуваме, ако тоа се случи, различни мерки на активен бойкот, односно тоа ќе биде на жива кампања, на жива акција, работа со граѓаните, работа на терен пред се, за да кликата на Груевски остане осамена на тие избори, а тоа води кон меѓународно непризнавање на тие избори, вовед во пржино 2, ако сакаш, односно вовед во поправање на грешките. Не го од поканувате, тековната не ја пржина. поканувате солидарност? Ги покануваме сите граѓани, Добро. значи ги покануваме сите. Вие ќе влезете Дали може во јас да одговорам? Не треба да влезе, никој не Значи, треба јас никаде можам да да влегува. одговорам. Едноставно Добро. треба Не, никаде да под влегува. под слоганот на заедничка акција. Не, зали Да. ќе влезе во некакво Видите вака. еден дел од Не е нужно никој никаде да Се и влегува. потписници. Зборуваме за ставови. Доволно е да имаме и слична стратегија, слични ставови, да најдеме минимум консензус околу клучните Се работи прашања. за Камо широк ова да се фронт. случеше на 17 мај. Камо ова да се случеше да имавме минимум консензус без барање да бидеме дел од кампот. Но во однос на бојкотот. Значи јас ова не го кажам. Барање не е инсистирање. Во однос на бојкотот. Јас ова не го вадам од ракав. Ја не кажувам дека бојкотот е неуспешна и самоубиствена стратегија од ракав. Значи постои истражување. Истражување од Foreign Policy од Brookings, на кое што многу јасно се пишува. Насловот на истражувањето е заканувај се, но учествувај. Зошто изборните бојкоти се лоша идеја. Овде се анализирани 171 бојкот во од Того до Папуа Нова Гвинеја до Босна до Јужна Африка. Во цел свет 171 случај на бојкот. Исходот од бојкотот скоро секогаш е катастрофален за опозицијата. Скоро секогаш. 4% има можност за успех. 4%. 96% има можност за неуспех, кој што ќе значи комплетна уништување на опозицијата. Значи зборуваме за секакви режими. Не можам да знаеш знам што зашто значи? зборуваш. Ќе се отвориш студијата. Бидејќи зборуваш само вика, за сува бројка, без да знам изборните за какви бојкоти, услови станува условите збор. се следни. Два типа на услови. Кога зборуваме Ајде, за успешен да, бојкот. Успешен немаме бојкот е многу само во време. два случаи. Првиот е кога има цензус, во Македонија нема цензус, и вториот услов е, втората можност е кога опозицијата има многу поголема поддршка од власта. Јас во овој момент немам докази дека опозицијата има поголема поддршка од власта. Добро. Значи, Се затоа, раководите ве молам. според што се Само раководите? Не, јас морам да довршам, ве, да го господине довршам. Шишовски, морам да ве подпрашувам. Добро. Значи, новинарот и подпрашува. Океј. Така, го прекинува гостинот и нешто мора ајде. да праша. Чекам. Да. Што ќе направиш? Значи, Добро, ајде, продолжете. добро што ќе ме потпрашаш. Ајде, продолжете. Поентата е дека бојкотот е многу лоша стратегија која што може да ја фрли опозицијата
преку работ, кој што ќе го легитимира, а не делегитимира Груевски. Ова е базирано на искуство од 171 земја кај што е извршен бојкот. Јас мислам Добро, дека ова не ќе ќе биде зборуваме за разгледано. аргументација Да. и Ние Добро, зборуваме, ова е ова е истражување. аргументацијата извршена врз основа на истражувања. Истражувањата многу јасно. Јас не Јас викам не знам мора тоа да идеме на избори истражување- едно друго. Кажувам Дали дека тоа бојкотот истражување може да зело биде амбиент кобен. како овој во Македонија. А до амбиентите се и слични, Толкава многу слични. инволвираност на меѓународна заедница. Толкава ова инволвираност. пржина Меѓународната позади нас, заедница пржина му дозволува позади нас. на Ердоган да врши геноцид врз својот народ. Јас Зошто мислите морам дека да- ќе се замеша тука? Меѓутоа, меѓународната заедница, Европската унија нема приве за турско приве, колку што ја знам. Јас морам Сакал да завршам само емисијата. да Ви размислиме благодарам и да ги што разгледаме бевте сите гости. аргументи. Размислуваме многу и затоа сме тука да разговараме Забрчанец и Шишовски. и да се конфронтираме и да конфронтираме стратегиите. Добро.